На итна средба, министерот за земјоделство и оризопроизводителите утре ќе бараат начин како да се реши проблемот со немањето откуп на оризова арпа. Ресорниот министер Цветан Трипуновски за Алфа ја потврди информацијата, но што ќе се одлучи и какво решение ќе се донесе за да се надмине кризата, ќе се знае по завршувањето на средбата. Според проценката на оризопроизводителите, во амбарите има околу 10 до 12.000 тони оризова арпа, која не е продадена поради увоз на странски ориз во минатото. Едно од клучните решенија за земјоделците е најавата за откуп на ориз за стоковите резерви. 2023 имаше влез на странски ориз и 24-та заостанаа големи количини. Затоа и ваква состојбата тешка кај земјоделците. Јас се надевам дека, еве како што се најавите, во февруар месец дека ќе земаат за стокови резерви и дека ситуацијата ќе биде подобра. Субвенциите ги земавме во декември пред нова година, прв пат се случи ова да дават субвенции на нас по 1800 денари или 18.000 по хектар. Немањето откуп силно ги притисна оризопроизводителите, кои велат дека долговите им се големи, а во врати диши и подготовка на нивите за новата сеидба. Не сум платил аптеки, не сум платил комбаи, не сум платил кесим, ја имам мои 4 хектара, 3 хектара работам на кесим, не сум платил на луѓето. И сега тие луѓе ќе ме чекат еден месец, два, помина нова година. Ставам аптеката ќе ми пушти извршно решение. Ја мора да платам, мора нива да продадам, да платам дугано во аптеката. А оризо дома ми стои врапците во и глувците. Ние останавме без пари, а треба да направиме репродукција. Што значи тоа? Производната цена е 26, испод 26 се откупува. Ние како ќе направиме репродукција? Лани под ориз беа посејани околу 4000 хектари, а новата сеидба се очекува да започне во април и мај годинава. Дополнително владата пред крајот на минатата година донесе и одлука да се поддржи откупот со по 6000 денари за 1000 килограми откупена оризова арпа за извоз.